Дискриминација не се случува секојдневно по различни основи. Понекогаш се препознава како таква, но честопати се доживува и како нешто вообичаено. Истакна на денешната пресконференција Снежана Санева од општина Штип, со цел да се идентификува, пријави и санкционира било каков облик на дискриминација е формирано телото за заштита од дискриминација. Најзастапени облици на дискриминација се говорот на омраза, директната дискриминација, вознемирувањето и виктимизацијата. Сведоци сме дека говорот на омраза е се почест во нашето секојдневие. Со него се девалвира човековото достоинство, се креираат предрасуди, етикетирања, кои пак од друга страна водат кон дискриминација на жртвите. Директната дискриминација представува директно и нееднакво и неоправдано постапување кон одредена личност до тие граници што се загрозуваат или се ограничуваат основните човекови права. На денешната пресконференција на која се промовираше новото тело беше потенцирано дека во источниот регион на годишно ниво се регистрираат околу 60 на случаи на дискриминација. Заменик народниот правобранител за општина Штип Елена Ѓорѓоновска-Маневска вели дека во Штип минатата година за 20% се зголемени бројот на преставките кои ги добиваат од граѓаните, а најчесто се пријавува дискриминација по однос на припадност на етничка заедница. Во текот на изминатите 2-3 години најчест беше примерот пријавуван за ограничување на правото на движење. Најчесто беа пријавувани како преставки за ограничување на правото на движење, односно задржување на самиот граничен премин Делчево, кој што потпаѓа под надлежност на подрачната канцеларија во Штип. Но тука, значи, по спроведената истрага се констатира дека всушност се работи за дискриминација врз основа на припадност на етничка заедница. Канцеларијата на Народниот правобранител останува отворена за пријавување на секаков вид дискриминација, но со координативното тело за заштита од дискриминација на граѓаните им се олеснува пристапот кон надлежните институции, им се нуди бесплатна правна и друг вид на стручна помош. Бројот на судски пресуди по основ на тужби за дискриминација во државата е мал. Формирањето на ова мултисекторско општинско тело во Штип е со цел да се охрабрат граѓаните да се борат против секаква појава на дискриминација.